Со Богородица стоиме под крстот. Исусовите раце и нозе. Размислете за Исус распнат на крстот. Тој ги испружи рацете и му ја понуди на својот вечен Отец жртвата на својот живот за спасение на нас. Му ги заковаа рацете и нозете, а потоа го издигнаа крстот. Го оставија да умре во мака. Додека нашата блажена мајка стоеше пред крстот на својот син, таа била поттикната од љубов да ги обожава раните во неговите свети раце и нозе. Таа беше привлечена да погледне во клиновите што го прободеа нејзиниот син, додека го прицврстуваа и ги прецврстија неговите раце за крстот. Голема суровост. Многу безмилосно. Болката предизвикана од тие клинови беше измачувачка. Се што можеше да направи нашата блажена мајка беше да гледа со љубов и да размислува за раните нанесени на нејзиниот божествен син. Зошто го приковаа Исус на крстот? За да се исполни Светото писмо, тој беше прикован на крстот. Пророкот Исаија вели: а он беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Преку неговите рани ние се излекувавме. Каква мистериозна изјава! Како тоа е можно? Исусовите рани да донесат излекување на светот. Додека нашата блажена мајка размислуваше за оваа голема тајна и ги обожуваше раните во рацете и нозете на нејзиниот син, таа ќе се присети на другиот дел од пророштвото на Исаија. Сите ние бевме заблудени како овци, се отстрани секој од патот свој. И Господ ги возложи врз него гревовите на сите нас. Он беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не ја отвараше. Како овца он беше одведен на колење. И како што е јагнето пред стрижачите свој безгласно, така и он не ја отвори устата своја. Исус го прегрна крстот и доброволно дозволи да биде прободен за нашите престапи. Тој ги зеде на себе последиците од нашиот грев и ја плати цената на смртта. Во тој чин на доброволно дарување на својот живот како безгрешно и невино јагне, тој го уништи законот на смртта и ги претвори гревот и смртта во нов живот. Таинството за страдањето на Исус како невино јагне е длабоко и неразбирливо. Нашата блажена мајка размислуваше за оваа голема тајна на страдањето во своето срце и знаеше со вера дека секоја рана и секој клин носат неискажлива благодат во светот. Таа во својот распнат син ги видела последиците од гревовите на светот. Но таа го види и гревот уништен од неговата слободна и невина преградка. Многу често не можеме да разбереме дека страдањето и смртта на нашиот Господ е големо таинство. Не успеваме да сватиме и да бидеме благодарни за големата тајна на неговото невино страдање што не ослободува. Размислете денес за раните на невиното јагне Божјо.
Погледни ги неговите раце со нашата блажена мајка. Гледај ги неговите рани како цена за нашите гревови. Дозволете вашето срце да биде исполнето со длабока благодарност додека размислувате за оваа несватлива тајна. Мила моја мајко, само твојата вера можеше да навлезе во тајната на страдањето, исто како што клинците влегуваа во рацете и нозете на твојот божествен син. Само твојата љубов можеше да ја разбере милоста и исцелението што ги нудат раните на твојот син. Вовлечи ме во тој ваш поглед за да може мојот ум и срце да навлезат во неговата смисла. Мила моја мајко, и на тебе, и на твојот син ги принесувам раните што неправедно ме мачат. Никогаш да не се жалам или да се одвртам од можноста слободно да се дадам себе си и да прифатам страдање за исцелување на другите. Научи ме да ја имитирам оваа голема тајна на твојот син во мојот собствен живот. Мој прободен Исусе, твојата мајка со љубов гледаше во раните на твоите раце и нозе. Таа го виде и веруваше во исцелението што беше овозможено со твоето слободно прифаќање на таквата суровост. Дај ми ја благодатта што ми е потребна, за да се загледам во твоите свети рани и да проникнам во смислата на нивната тајна. Ти благодарам, драг Господи, за изобилната милост што ја излија од твоите свети рани. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.